Кој сум јас? Каде припаѓам? Во што верувам? Сите се овие особено важни прашања кои се поврзуваат со нашето внатресно јас. Идентитетот всушност представува една интегрирана приказна од повеќе сегменти која што ги содржи нашите ставови, нашите уверувања, нашите животни искуства и нашите избори. Добре дојдовте во третата епизода од Семејна соба, водена од мене, Александра. Здраво! Како сте? Се надевам дека сите ве наоѓам во добро здравје. Како што веќе погодувате, денеска ќе говориме за идентитетот. Па да видиме како тој се формира, кој помага или одмага во тој процес на негово формирање, дали може да се менува, обликува, кога настанува криза и така натака. Но да почнеме со почеток. Како што напоменавме, влијаат повеќе фактори врз формирањето на идентитетот. Во претходните епизоди говоревме за семејството и неговата важна улога. Па оттаму, семејството е првиот фактор кој што влијае врз формирањето на идентитетот. Преку размислувањата, ставовите, пораките кои што ги добиваме во текот на нашето растење и развивање. Понатаму, општеството, преку своите културолошки, религиозни, културни вредности, ги вградува и ги интегрира во нашите вредносни системи. Понатаму, групата на врсници, особено во периодот на адолесценцијата, е многу важен фактор кој што директно влијае врз формирањето на идентитетот. Но, дали идентитетот е творевина која што е дадена еднаш за секогаш, е така цврста или стабилна, или пак тоа е некоја димензија која што може да се менува? Видете, добрата работа е што одговорот е позитивен. Идентитетот не е креација која што е дадена еднаш за секогаш, него таа може да се менува, формира и обликува. Но, од што ќе зависи неговото менување? Пред се, тоа ќе зависи од најразлични фактори, да речеме. Сите животни улоги кои што ги имаме во текот на животот и како го формираат и обликуваат нашиот идентитет. Во почетокот сме нечија ќерка, нечија сестричка, подоцна сме сопруги, мајки, татковци, баби, дедовци и така натака. И сите тие животни искуства влијаат врз идентитетот. Понатаму, што друго може да влијае врз тоа, врз потребата да се менува идентитетот? Често пати може би се прашувате себе си, еве да речеме, дали јас живеам според нечеви други стандарди и убедувања? Дали живеам според други нормативи? Понатаму, особено во периодот на адолесценцијата, како еден ризичен период, во тој период исто така може да настане криза. Понатаму, не дај Боже по разводи, загуби на блиски личности, загуба на дом, загуба на работно место. Сите овие услови може да предизвикаат или да условат криза во идентитетот. Но, кризата не значи крај. Кризата е всушност почеток и е потребата за промена. Значи, свесноста за промената е првиот предуслов за менувањето на идентитетот. Па да видиме, што ни овозможува ова преиспитување? Како минува тој процес? Низ какви фази минува формирањето на идентитетот? Минува низ 5 фази. Првата фаза е непријатност, кога не превладува едно чувство на непријатност, на неудобност. Не се чувствуваме своји во својата кожа, еве така просто и народно да се изразам и да кажам. Чувствуваме некаков отпор, некакво нетрпение. И оваа фаза најчесто е првата која што не поттикнува и ни кажува дека нештота почнуваат да се менуваат. Понатаму, велиме, проѓаме во втората фаза. Која е втората фаза? Може би една од потешките, конфузија, втората фаза е конфузија, кога воглавном доминира чувството на не знам кој сум јас, не можам повеќе да се препознаам. Ова фаза е карактеристична и осцилирањето на доживувањата, на нашите можноста за регулација на нашите емоции, контролата на чувствата, доминира импулсивноста, особено сме ранливи на критики и така натака. За подоцна да влеземе во фазата на отпор, каде што имаме доживување и чувство дека сакаме се да остане на исто, да не се менуваме, затоа што веќе претходните фази доволно не узбуркале и направиле една лавина од емоции, доживување и чувства, и сега едноставно можеби сме се почувствувале во моментот изморени и влегуваме во таа фаза на отпор. Видете, оваа фаза може да трае подолго, може да трае пократко. Личноста може да се менува, да шалта, да се движи низ фазите. Но, верувајте,
Подоцна истапуваме или преоѓаме во следната фаза, тоа е фазата на истражување, која воедно за мене е можеби најинтересната и најствојствената и карактеристичната за адолесцентите, затоа што во тој период почнуваат да истражуваат, се пренаоѓаат себе си, па како иде тоа истражување, како се движи во која навик. Па првенствено почнуваат да го менуваат својот изглед, преку гардеробата, преку фризурата, преку аксесоарите, го менуваат начинот на размислување, ги менуваат другарите, пријателите, менуваат средината, контактите. Сето тоа е една форма на истражување, но верувате ми, таа е пожелна, ја охрабруваме и поздравуваме, за да на крај настапи петата фаза или фазата на интеграција, кога старите со новите делови се вклопуваат и веќе сложувалката почнува да наликува поинаку. Тоа значи дека ние не сме спомениле комплетно, него оние сегменти и оние делови кои што повеќе се дисфункционални, не помагаат, или просто кажано не ни вршаат работа, сме ги напуштиле и сега сме ги надополниле или замениле со нови, функционални, практични, обстојувачки алатки кои што ни овозможуваат да растеме и да се издигнуваме. Нели е ова многу убава работа? Затоа велам, немојте да го доживувате нити идентитетот, нити кризата како нешто трајно, статично. Тоа е доста флексибилно и пластично и убавината е токму на тоа неговата менлива способност или ствојства. Следно што сакам да напоменам е особено да внимавате во кои услови треба да се внимава и особено треба да се помара стручна помош. Видете, како што напоменав и претходно, овие фази можеби нема да се движат по тој редослед по кој што јас го набројав, затоа што промената не е линеарна работа. Можеби ќе тргнува па ќе се враќа адолесцентот или поединецот напред и назад, но она што вие можете да помогнете и да овозможите е да обезбедите сигурна база, да обезбедите контролирана средина во која што личноста или адолесцентот пред се ќе се почувствува прифатено, разбрано, дека тука е неговото семејство, тука се неговите луѓе, тука он може да расте и да се менува. Така да во денови кога ќе чувствува лутина, бес, кога ќе се прашува и лута, вие понудате му разбирање, понудате му поддршка, дадете простор за раст и развој. Само така ќе возможите да вашиот адолесцент прерасне во личност во која што тој и вие сакате. Видете, минувањето е убава работа. Промената е можеби навистина тешка, затоа што од нас побарува нови сили, нови модели, нови механизми, но нели е тоа нешто што не крева и не движи напред. Па така да, како една главна порака која што сакам да ја упатам, е да ве охрабрам, поздравам, да зборувате, споделувате, меѓусебно, во услови кога ви е потребно, побарајте и стручна помош. Затоа постоиме ние стручните лица. Од мене за сега збогум, се гледаме во следната епизода во која што ќе говориме за идентитетот и адолесценцијата. До тогаш, јас Александра Мишовска, ве бакнувам, гушкам и ви посакувам најубав ден. Секое добро, до гледање!